Ново издание на Напладне, добар ден и добре ни дојдовте. Денесна наша тема се ретките болести, пациентите со ретки болести, како живеат во нашето општество, во нашиот регион. За таа цел наша гостинка е Гордана Лулеска од Сдруженијето Ретко е да си редок. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Прв пат сум гостин во Напладне. Се надевам дека ќе имаме успешна и гледана емисија. Така е. Неодамна помина уште еден значаен конгрес во Охрид, кој што беше посветен на ретките болести. Кои беа заклучоците кои се донесоа на конгресот и кои што ги обединија врвни научници и доктори? Така. Првенствено да се заблагодарам уште еднаш на вашата посветеност како новинар кој ги следите секогаш настаните кои што се одвиваат не само во месецот на ретките февруари, туку и преку целата година. Како што кажавте, помина 11-тиот поред конгрес на ретки болести во Југоисточна Европа. Тука би сакала исто да се заблагодарам и до организаторите, професорите на клиника, кои што во Сдруженијето и во мене како председател на истото видоа партнер и Сдруженијето веќе неколку години е дел од организациониот одбор на овој конгрес, што секако ни представува голема чест. Имавме врвни предавачи на конгресот кои го обединија регионот. Беше ставен фокусот на најразличните заболувања и третирањето на ретките болести во регионот и пошироко, меѓутоа секако и проблематиките кои што произлегуваат од првенствено од поставувањето на диагноза, па се до поставувањето на самиот пациент доколку постои некаква терапија, но секако и она што се новини, тоа е персонализираната медицина, која што се надеваме дека како што медицината оди напред, така и таа сама персонализирана медицина ќе оди напред, па се надеваме во блиска иднина дека ќе биде и кај нас нешто барем достапно. Тие заклучоци успеваат ли да дојдат до слухот на институциите? Се уважуваат ли? Да ви кажам, ние само се надеваме, надежта нели последна убира, што би се рекло. Она што како што успеваме со кампањите да го направиме и да притискаме на донесувачите на одлуки и креаторите на политики, така да се надеваме и дека со овие конгреси кои што се збир на врвни експерти, дека ќе успееме да влијаеме на самите нив. На што се става фокусот повеќе? На брзата диагностика, на достапноста до лековите? Секако. Она што е најважно е навременото диагностицирање. Она што како проблем нели се провлекува годиниви, за кои што многу пати сме разговарале. Она што е за секоја пофалба е дека диагностицирањето во Македонија има некаков помак. Во смисла дека особено помладите доктори се надевам дека имале добри ментори кои што ги научили дека доколку некои од симптомите постојано се повторуваат кај некој пациент, и всушност ако се земе и анамнеза од цело семејство, добро е да се размисли дали во тоа семејство или самиот пациент страда од некоја ретка болест. Тука ќе ја пофалам нашата сограѓанка, доктор Маја Божиновска Смичевска, која што годиниве се покаже како врвен диагностичар. Таа има диагностицирано баш не само во Охридско-Струшкиот регион, туку и посебно во западниот дел од Македонија, ултраретки, меѓутоа и неколку семејства кај што се провлекува одредена ретка болест. Благодарение на напорите на доктор Маја и залагањето исто на Сдруженијето Ретко е да си редок, овие семејства навремено беа диагностицирани, генетски зборам.
навремено реферирани во клиника, пред кој стручен колегиум, пред Националната комисија за ретки болести, а некои од нив се веќе ставени на терапија. Бидејќи за тие ретки болести, ќе ги спомнам некои од нив, Фридрайхова атаксија, од која заболуваат неколку семејства, пациент е веќе ставен на терапија, се чека уште еден да биде ставен. Исто така спинална мускулна атрофија, адултен пациент ставен на неколку ствари адултни пациенти ставени на терапија. И еве за секоја пофалба е дека денеска од денеска е на наша сограѓанка ќе почне со примање на терапија, што стварно ме прави исклучително среќна кога ќе слушнам дека сме успеале да издвојуваме уште една многу тешка битка. Така е, супер, тоа е одлична вест. Да. Значи, практично значи дека последниве години се кратат тие лавиринти бирократски до добивање на дијагнозата, која што во многу случаи значи и живот за пациентот. Точно. Или живот, како што рековте, или намалување на некој функција, особено кај невролошките болести. Нели невроните умираат, секојдневно умираат ако еден пациент не биде навреме дијагностициран и навреме ставен на терапија. Тука особено ќе би сакала да го истакнам, да ја истакнам важноста од скринингот за ретки болести, кој што за жал моментално го имаме само за 3 болести. Фенилкетонурија беше, цистична фиброза и не можам да се сетам во моментов уште една болест. Тоа е за секое новороденче. Така да благодарение на тој скрининг навреме се дијагностицирани и неколку пациентчиња од Охридско-Струшки регион. И кај тие бебенца, за кои што неонатолозите виделе потреба за одма вклучување на терапија, се вклучени. А кај некој, доколку состојбата тоа го дозволува, остануваат да се следат и подоцна да се вклучат во терапија. Расте ли бројот на пациенти? За жал, да. Веќе спомнавме дека кај бебиња се... Да, за жал расте бројот на пациенти со ретки болести. Последна бројка која што имаме од регистарот е 1093 пациенти со ретки болести. Од разговор со председател на комисијата за ретки болести, знам дека тој регистар се моментално се прочистува, во смисла имаме тука за жал починати пациенти, па некои ќе се додаваат ново дијагностицирани пациенти, така да таа бројка варира, никогаш не е точна. Затоа што тоа се само запишани во регистарот, нели? А не секој е запишан во регистарот за ретки болести, бидејќи некој не сака, во смисла, ќе ја прашате зошто не сака, бидејќи ако некои тргнуваат од фактот дека нема терапија, нема зашто да бидам запишан во регистарот. Меѓутоа, јас би ги охрабрила тука пациентите да не застануваат, туку да се запишуваат во регистарот за ретки болести, бидејќи со оглед на тоа, како што и претходно кажавме, дека медицината оди напред, не знаеш во кој период ќе излезе нов лек, нова терапија. Ќе ја земам спинална мускулна атрофија како пример. Ако пред неколку години за спинална мускулна атрофија немаше ни еден лек, сега има 4. 4 лека, од кои едната терапија е генска терапија, значи го поправа дефектниот ген, таа е дополнително, значи се прима еднаш во животот, меѓутоа го менува цел тек на болеста. Програмата за ретки болести е постојано под лупа на јавноста. Така. Каква е состојбата со буџетот?
дали има доволно буџет за пациентите со ретка болест, дали терапијата се добива навреме или има прекин во лековите, затоа што постојано слушаме дека не само ретките болести, генерално во нашава држава не достигаат лекови за некоја болест, како е кај вас? За прв пат годинава се распиша трогодишен тендер. Ова е и новина и за нас како пациентски здруженија, бидејќи ако знаевме точен одговор да ви дадеме што, до кога и зошто, сега и за нас ова е новина. Значи, и ние ќе треба да сме лупа здравство како што сме биле и досега, меѓутоа бројките на буџетот се задоволителни, нели, на почеток на годината ако ги критикувавме максимално, овај пат еве да ги пофалиме дека бројките за тој трогодишен буџет се задоволителни, плюс се воведени нови 12 лекови за ретки болести, од кои за прв пат за 2 нови диагнози. Тоа се душенова мускулна дистрофија и батенова болест. Во Македонија имаме повеќе пациенти со душенова мускулна дистрофија, а со батенова болест имаме едно пациентче, тоа е ултра ретка диагноза, за која што детето примаше терапија на база на собрани донации во Србија, меѓутоа се надеваме дека до крајов на јуни или пак може би и средината, дека детенцето ќе почне терапијата веќе да ја прима и во Македонија. Тука ете би ги пофалиле, би ги пофалила од програмата за ретки болести, Министерството за здравство, дека со тој трогодишен буџет што е донесен и тие 90 и тие средства, дека нема да се направи онај џеп на немање на средства и оставање на пациентите без терапија. Има ли уште многу пациенти кои што чекаат да ја добијат таа диагноза? Имаме ли таква бројка во моментов? Секако дека има пациенти кои што се уште не ја добиле диагнозата, бидејќи сме охридски медиум. Сакам да кажам дека во Охрид имаме девојче со кое што се уште години не е диагностицирано. Неговата ДНК каде не во светски истражувачки центри е праќана, меѓутоа досега не можат да најдат. Што се случува со тоа девојче? Од родено здраво, живо, со најдобра оценка при раѓање Апгар, до 8 годишна возраст девојчето е прекрасно, расте нормално и се развива. После 8 годишна возраст тоа дете невромускулно пропаѓа и никој не знае што му е. Значи се уште се истражува? Да, се уште се истражува, значи пак ќе кажам, мајката е многу упорна, се испраќа крв или прочистена ДНК до светски лаборатории, меѓутоа ето и светските лаборатории се уште не можат да пронајдат што се случува со тоа дете. Прима ли лекарства нешто во меѓувреме или додека не се добие таа диагноза која што треба да биде на болеста која што ја има, не смее да се дава лек? Од она што знам од разговор со мајката, дека прима само витамини и таква терапија, бидејќи друго не зна ни што да му препише, што да му даде, бидејќи девојчето нема диагноза, едноставно. И некогаш препишувањето на одреден лек би можело само да му наштети, а не да оди на подобро. Да се надеваме дека ќе добија диагнозата и ќе почне лекувањето. Жал тоа трае години. Еве години е девојчето без диагноза. Андиагноузет, што би се рекло. И на светско ниво имаме ден на недиагностицираните пациенти. Значи, тоа беше сега 29 април. Значи, не е само во Македонија. На светско ниво има многу недиагностицирани пациенти. Едноставно, ни науката, докај што стигнала со својата прогресија, ќе кажем, дека не знае што се случува со телото, со гените на тој пациент. Каков е животот на пациентите со ретка болест?
И вие сте мајка на дете за ретка болест. Да. Сакам малце од тој агол да поразговараме какво е нивното секојдневие. Кај многу од фамилиите со ретки болести не често доаѓа до разводи, бидејќи не секој родител е спремен да го истрпи товарот што ќе му ја донесе ретката дијагноза на детето во семејството. Тоа се исклучително тешки состојби, како што реков, особено добивањето на името на ретката дијагноза, некогаш ни самите родители не знаат ни да ја изговорат, бидејќи е посложен медицински поим. А уште кога ќе изгуглаат, значи следува многу тешки последици на самото семејство, почнувајќи од менталниот склоп, па ќе продолжам со финансискиот товар. Одењето на почестите контроли на клиника за прегледи, испраќањето на крв или ткива на секаде низ светот, доколку во земјата не може да се добие дијагнозата. Меѓутоа, и тука ќе се надоврзам на еден факт, дека во Македонија имаме исклучително добри професионалци, кои што беа на конгресот, кои што веќе воспоставиле добри конекции со другите земји и на база на проекти успеваме да добиеме некогаш и бесплатни генски анализи. Така да би сакала тука пак да ја пофалам работата на нашите професионалци. Прифатени ли се од општеството? Да, прифатени се од општеството, тука не можеме да се пожалиме. Ако го следите цел месец февруари и не само тогаш, дечињата даваат голема поддршка. Меѓутоа и професорите што работат, наставниците со нив и од малина од себе, благодарејќи на тие кампањи што се работат, ги учиме за основните факти за ретките болести, меѓутоа и дека прифаќањето е една од најважните алки во ова наше општество. Она што е како, пак ќе речам, како најслаба пак алка во нашето општество, и во нашата држава конкретно е добивањето на социјални права. Добивањето на социјални права, бидејќи тоа влече нешто друго, бидејќи нема закон и стратегија за ретки болести, ние ретки сме препознаени само како пациенти со посебни потреби, а не како пациенти со ретка болест. Ако го земете фактот дека многу од ретките болести се неизлечиви и траат цел живот, треба да се стават како трајни, како пациенти со трајни последици, а не на секој 2 години да им се бара да им се обновуваат документите, дали тоа ќе биде за посебен додаток, дали надоместок за користење на некои други надоместоци. Значи, тоа е траен во наводници инвалидитет, ќе го наречам. Може би не е видлив тој инвалидитет, да не бидам погрешно сватена од вашите гледачи, меѓутоа е инвалидитет, кој што треба да биде и сватен и разбран и дека не смеат тие пациенти, тие семејства дополнително уште да ги влечите со вадење на нови документи и повторно аплицирање. Да, тие се страшни работи. Им треба ли психолошка поддршка на родителите, на децата и воопшто на пациентите кои што ќе добијат таква тешка ретка дијагноза? Секако. Ја добиваат ли? Психолошката поддршка е најважна за менталното здравје на не само на пациентите, туку и на цели семејства, бидејќи ние викаме дека кога страда еден пациент со ретка болест, страда неговото цело семејство, што е докажано дека е тоа така. Меѓутоа, психолошката поддршка досега оди на товар на здруженијата. Како здружение успеваме
преку најразлични проекти да добиеме психолошка поддршка која што Сдруженијето ја плаќа, меѓутоа за граѓаните да можат да си ја дозволат, бидејќи знаеме дека и секоја една сеанса е доста скапа. Како вие го доживеавте моментот на дознавање на дијагнозата? Колку време се боревте да добиете дијагнозата и како му го објаснивте тоа на вашето дете? Не е тајна и многу пати досега сме разговарале на оваа тема. 14 години требаше да поминат за моето дете да добие дијагноза Алпорт синдром. Прифаќањето, тој беше тогаш, тој имаше 13 години. Најтешкиот товар беше за мене, бидејќи не знаев со кој непријател се соочува. Кога сватив, беше уште потешко, многу непроспиени ноќи, многу исплачени солзи, меѓутоа неговата ретка болест ме направил на што сум денес. Гласот на пациентите со ретки болести и можеби не само активист, туку мисионер. И мислам дека додека имам сила ќе продолжам да бидам нивниот глас. Каква е сега битката, борбата? Состојбата негова се влоши пред година и пол, тој заврши на диализа, меѓутоа се надеваме дека за брзо време ќе се трансплантира и дека неговиот живот ќе се смени од корен. Тоа е и за другите пациенти, нели, кои што можат да добијат друг орган. Да. Тоа е спасот. Да. Трансплантацијата, особено кај Алпортов синдром, е спасот, бидејќи за оваа ретка болест нема никаков лек, сем трансплантација. На какво ниво е свеста? За органодарителство со кампањите кои што се работат полека, мислам дека има некаков помак, меѓутоа она што не ми се допаѓа е читајќи ги коментарите на социјалните мрежи под некоја објава, тоа е катастрофално. Уште луѓето не знаат дека не секој мртов донор може да биде донор, туку може да биде донор само пациент кај кој што нема мозочна, кај што забрела мозочната функција, меѓутоа ставен на интензивна нега, а не пациент кој што починал во сообраќајна несреќа и мислат дека можат да му се земат органите и да се пресадат кај некој друг. Не. Значи потребна ни е поголема едукација. Многу поголема едукација и свест за органодарителството како многу важна и суптилна тема. Гледам по медиумите дека и Министерството за здравство се вклучи. Да, разни кампањи. Да, за органодарителството, така да баш деновиве има доста видеа од болничките, националните координатори и сите тие што се вклучени во самиот процес на трансплантација, бидејќи верувајте, е многу голем процесот на трансплантација. Многу луѓе се вклучени, од болнички координатори, од медицински сестри, многу луѓе. Да, Горда, сакам да ве прашам и да направиме една паралела како живеат пациентите со ретка болест низ Европа и низ светот и кај нас. Дали се на некое повисоко ниво околу правата, околу финансиите и слично? Така, ќе направам севкупната поддршка. Така, ќе направам паралела со Србија. Со Србија, бидејќи кај нив додатоците кои што ги добиваат родителите кои што се грижат за дете со ретка болест се многу поголеми. Во Србија постои задолжителен скрининг за одредени ретки болести, не само овие што ги спомнав претходно. Исто така, само не се имам доволно информирано, беше во фаза на изработка закон родител-старател.
Родител неговател на дете. Што значи тоа? Дека доколку сте родител, старател, неговател на дете со ретка болест, не морате да одите на работа, туку државата ве плаќа да се грижите за вашето дете со плата и со платени придонеси. Баш ете, можеби требаше и за ова да се спремам за разговорот, меѓутоа добра информација. Да, информацијата е во секој случај можеби треба да црпиме и плюс идеи од и да се пренесуваат до институциите, до властите. Да. Има ли нешто кај нас најава за таква некоја помош или? Не, за жал не, сем донесувањето на стратегијата за ретки болести, тоа знам дека се работи и дека треба да влезе во собраниска процедура. Да, добро, борбата продолжува и понатаму, така да се надеваме дека ќе биде се подобро. Да, секој нов ден е и нова борба. Да, на крај некаде на разговорот сме, борбата и како активист продолжува, што е следно што подготвувате? Следно е, знаете дека никогаш не застануваме, само што ќе заврши една кампања, одма продолжуваме со следната. Значи тоа е 9-та сезона на националната кампања, ги запознаваме ретките болести, за која што се надеваме дека ќе биде успешна како изминатите, и печатењето на првиот том ги запознаваме ретките болести, добиена дозвола од Малмет, што е многу важно, и ова ни е за пофалба, кој што ни дозволија да испечатиме прирачник за ретки болести со првите 50 диагнози. Така да и тоа е во фаза на изработка како здружение, и јас како носител на самата кампања ќе сум исклучително горда кога ќе излезе првото печатење од ги запознаваме ретките болести. Да, и гледаме дека има многу поддршка и од нашето население. Така се вклучуваат активно во кампањата, да поддржуваат. Да, секоја година е подобра од изминатата, се надевам дека и така ќе продолжи. Добро, супер. И за крај, дали може да апел да испратиме? Да завршиме со апел? Да завршиме со апел. Секако, да порачаме на пациентите со ретки болести, меѓутоа и на граѓаните, да им даваат поголема поддршка. Да не се откажуваат. Да не се откажуваат и дека доколку имаат некаква потреба, секогаш Сдруженијето ретко е да си редок тука е за совет. Благодарам многу на сите овие информации споделени со нас и со нашите гледачи. Ви посакувам многу успех со кампањата и во борбата за подобар живот на ретките болести и пациентите. И повторно се гледаме во следна прилика со многу попозитивни информации. Така, ви благодарам и вас на поканата. Се надевам дека ќе се видиме за брзо пак со нови информации. Така, ви благодарам и вам, почитувани, што и денеска бевте со нашата наплавна. Се дружиме повторно следната среда. Довидување.